Нов фудбалски терен со вештачка трева добиваат жителите на штипската приградска населба Тричешми. Многу наскоро овој фудбалски терен дополнително ќе биде осветлен, со што најмладите ќе може да спортуваат. Градоначалникот Иван Јорданов рече дека општина Штип привршува со активностите за реконструкција на сите спортски терени и детски катчиња на територија на општината, од најдалечните до нецентралните населени места. Како што истакна тој, работите се одвиваат паралелно на повеќе локации, а инвестицијата тежи над 6 милиони денари. Моментално се наоѓаме во населбата Тричешми. Се работи на поставување на вештачка трева на фудбалски терен, кој што дополнително ќе биде соодветно ограден, осветлен, населба која што во минатото била заборавена и никогаш претходно немале вакви содржини на младите генерации. Но не само во оваа населба, паралелно ќе се работи на обновување на сите детски катчиња со поставување на нови детски реквизити и обновување на сите спортски терени. Повеќе од 3,5 години општина Штип работи на реконструкција и обновување на сите спортски содржини и спортската инфраструктура на територија на општина Штип со специјализирана подлога, но освен спортските терени, во секое населено место се поставуваат детски реквизити за најмладите. Со оваа динамика градоначалникот Јорданов потенцираше дека до месец јули практично ќе бидат заокружени целите активности на општината во делот на спортските терени. Верувам дека со оваа динамика на почетокот до месец јули практично ќе биде заокружена целата активност на територија на општина Штип и сите практично населби ќе добијат детски реквизити, а оние спортски терени кои што во минатото биле заборавени, оштетени, уништени, неосветлени, ќе бидат реконструирани по примерот на спортскиот терен во населба Тричешми. Повеќе од 6 милиони денари се одвоени за заокружување на сите детски реквизити, односно детски катчиња и спортски терени, и со тоа, како што на самиот почеток напоменав, најдалечните и најцентралните населби ќе имаат исти третман и исти однос со страна на општината, затоа што се работи за најмладите, се работи за нашата иднина. Инаку со оваа инвестиција не само што најмладите ќе имат можност да спортуваат во текот на денот, со осветлувањето тие ќе може да спортуваат и во вечерните часови, особено во летните периоди.